Добар ден, почитувани гледачи на Автомагазин. Постпандемискиот период им нанесе сериозен удар на автомобилските сајми, но во последните неколку смотри се чувствува далеко поголем оптимизам. Такви вибрации дојдоа и од 49-тото издание на Токискиот мотор шоу, кој е сега ребрендиран во Japan Mobility Show. Во Европа, кинеските марки имаат големи планови за ширење. Honda Prelude се враќа на сцената. Jaguar повторно го откажа лансирањето на електричниот Type Zero, а австрискиот производител на моторцикли, KTM, стана собственост на индиска компанија. Електричното доставно возило Kia PV5 ја стартуваше својата европска кариера со Гинисов рекорд. Потполно натоварено помина повеќе од 693 километри. Резултатот е поимпресивен ако се знае дека фабрички декларираната автономија изнесува 415 километри. Рекордното возење беше изведено во околината на Франкфурт на комбинирани градски и приградски патишта со товар тежок 665 килограми. За вкупно 22,5 часа, двајцата возачи направија 12 круга по рутата долга малку над 58 километри, која вклучуваше семафори, кружни текови и висинска разлика од 370 метри. Возилото беше целосно сериско, опремено со поголемиот пакет батерии. Со тоа се докажа дека електричните доставни возила веќе можат да им конкурираат на оние со дизел мотори. Поинаку не ни можеше да биде. Електричниот Grand Tourer на Jaguar планиран за оваа е одложен за наредната година. Причините не се објавени, но скоро сигурно е дека се последица од хакерскиот напад кој ја парализираше компанијата цел месец. Ниту тестирањата на прототипите не се завршени, а засега не се знае ни кога ќе бидат. Она што се знае е дека нарачките за големиот и луксузен автомобил ќе започнат веднаш откако ќе дебитира, а нема многу да се чека ни на испораките. Се знае и дека нема да биде ефтин. Сите навестувања се дека ќе чини најмалку 100.000 фунти. Од техничките детали е познато дека се проектира со автономија од скоро 700 км, како и дека ќе има електричен систем кој ќе овозможи батериите за 15 минути да се дополнат за поминување 320 км. KTM и официјално стана индиска марка. Австриските власти одобрија Bajaj Auto да ги презеде сите акции на компанијата во чие опоравување пролетва вложи 800 милиони евра. А индиците не чекаа многу за да објават дека ќе прават големи промени и болни резови. Целта им е намалување на трошоците за 50%. Најмногу ќе страдаат развојот и спортското оделение, но и работниците, затоа што новите собственици сметаат дека производството на моторцикли во Европа е неперспективно. Тие имаат и намера да ја изменат корпоративната структура на KTM со смена на скоро целосното раководство за кое сметаат дека е виновно за незавидната ситуација во која се најде компанијата.
За да им оди полесно, реализирањето на плановите тие ќе им најдат нови работни позиции во Индија или, како што кажаа, некаде на друго место, што сигурно нема да им биде прифатливо на австриските директори. Да споменеме дека пред да стигнат парите за спас, КТМ имаше залиха од дури 250.000 непродадени моторцикли. После 25 години отсуство, Honda Prelude се враќа во Европа на задоволство на љубителите на марката кои ќе ги плени со препознатливата дизајнерска елеганција. Сегашната генерација на купето во Јапонија и Соединетите Американски држави привлече голем интерес меѓу купувачите, што е една од причините зошто тоа ќе доцни во Европа. Prelude ќе биде достапен со напредна хибридна погонска група со 2-литарски бензинец и 2 електромотора, но за разлика од јапонската верзија ќе има системски 184 коњски сили. Забрзувањето до 100 км на час трае 8,2 секунди, а максималната брзина што ја постигнува е 188 км на час. Новата вариоматска трансмисија има линеарна контрола на промените на преносните односи и работи во комбинација со активна контрола на звукот, акустично поврзувајќи гибучавата на моторот и брзината на движење. Ослонувањето е спортско со адаптибилни амортизери, додека пак багажникот е со зафатнина од дури 663 литри. Цената во Германија е поставена на 49.500 евра. Гили забрзано се подготвува за зголемување на своето присуство на европскиот пазар. Плановите предвидуваат дури 15 нови, главно плагин хибридни и електрични модели во наредните 3 години и ширење на продажната мрежа со 1000 дилери. Со нив, марката која во моментов е присутна само во 12 земји, ќе ги нуди своите возила скоро низ целиот континент. Предвидувањата за обемот на продажбата не се прецизно наведени, но сигурно не се мали, бидејќи за Велика Британија до крајот на деценијата се очекува да се стигне до 100.000 возила годишно. Ваквиот ентузијазам се должи на познавањето на пазарот, бидејќи кинеската компанија како сопственик на Volvo, Polestar, Lotus и лондонскиот такси долго време е присутна таму. Нивна проценка е дека купувачите сега се поотворени за избор на нови брендови, посебно кај електричните модели. Плановите за производство на возила во Европа не се обелоденуваат, но тоа лесно може да се случи. Jeep ја продолжува моделската офанзива. Сега на ред дојде Grand Cherokee кој помина низ третман на осовременување. Најдобро продаваниот модел на марката доби преобликувана маска, а светлата, иако изгледаат исто, имаат ажурирани внатрешни компоненти. Редизајниран е и браникот кој е различен во зависност од верзијата. Во внатрешноста инструмент таблата е препакувана, а екранот на мултимедијалниот систем е значително поголем. Пакетите опрема се збогатени, а системите за помош на возачот солидно унапредени. Промени има и кај механиката. Grand Cherokee, кој е достапен во стандардна и за 30 см продолжена верзија и понатаму ќе се нуди со 3,6 литарски V6 мотор кој произведува 293 коњски сили и во плагин хибридна верзија со вкупно 375 коњи. Новост во понудата е 2-литарскиот 16-вентилски турбомотор кој располага со 324 коњски сили. За сега не е познато дали ќе биде понуден и во европските верзии на популарниот теренец.
Иако веќе зрели за замена, во СЕАТ мислат дека Ибица и Арона се уште имаат добар пазарен потенцијал, посебно со унапредувањата кои им ги наменија за почетокот на идната година. Изгледот не се разликува многу, но доволно да се прави разлика од досегашните модели. Возачите ќе се радуваат на Full LED светлата, кои се стандардни на сите модели, но не и на тоа дека поскапата опција со видливи поединечни LED елементи се укинува. Внатрешноста е значително освежена со нов управувач, поквалитетни материјали и поудобни седишта. Спортскиот FR пакет го нагласува чувството во возењето за кое шпанците велат дека, иако е потврдо, одлучно се справува со нерамнините на патот. Понудата на агрегати засега останува непроменета и стартува со 1.0 TSI со 80 кај Ибица и 95 конски сили кај Арона. За многумина вистински избор е неговата 115 конска верзија која може да се спари со 7 степен DSG менувач, кој пак е единствена опција за 1,5 литарскиот агрегат со 150 коњи. Детаљ кој ќе се забележи е и дека рачната сопирачка е задржана класична. Цените се познати само за Шпанија. Во потрага сте по совршен автомобил? Со Чери добивате повеќе. Закажи тест возење на cherry.mk. Во потрага сте по совршен автомобил? Со Чери добивате повеќе. Закажи тест возење на cherry.mk. Фронтера. Уоу, колку многу простор. Вау, ова беше брзо полнење. Новата Opel Frontera од 21.000 евра. Во потрага сте по совршен автомобил? Со Чери добивате повеќе. Закажи тест возење на cherry.mk. Метрополис, број 1 радиомрежа. Јапонците уште еднаш успешно ја докажаа својата способност да се прилагодат на трендовите. 49-тото издание на сајамот на автомобилите во Токио, кој пред некое време се организира под називот Japan Mobility Show, повторно беше сцена за автомобилска тиднина. Домашните производители добро ги засукаа ракавите и прикажаа доста впечатливи експонанти. Од возила подготвени за серијско производство до концепти на кои е тешко да им се определи иднината. Најголемото изненадување сепак не беше јапонско. Го приреди кинескиот BYD, представувајќи го првиот странски кеј автомобил. Истовремено, тоа е првиот модел на производителот направен исклучиво за продажба надвор од Кина. Затоа и невообичаено, приказот на догодинешното издание на оваа изложба ќе го започнеме со него. Рако, како што е наречен со својот облик, дизајн и пропорции, по ништо не се одвојува од домашните вакви возила во Јапонија. Димензиите му се дефинирани со правилата од државата, а во согласно со карактерот на сегментот, линиите му се коцкасти, хаубата кратка, а тркалата сместени на самите ќошиња од каросеријата. Задните врати се лизгачки за полесен пристап во кабината, која и покрај малите димензии е доста практична и функционална. Техничките спецификации не се објавени, но познато е дека погонот е електричен со максимални 63 конски сили, а батериите треба да му обезбедат непрекинато возење од 180 км.
Почетокот на продажбата е планиран за втората половина од 2026 година, а не е познато освен во Јапонија каде уште ќе биде понуден. Кеј автомобил имаше и Сузуки, кој е еден од најактивните производители во овој сегмент. Наречен Vision и Sky, тој најавува нов електричен модел чие сериско производство се очекува да започне идната година. Од другите го издвојува симпатичниот изглед, креиран да предизвика весело расположение во секојдневните патувања на работа и кратките викенд изгледи. За својата големина има долга хауба со минимални препусти и светла во облик на буквата Ц комбинирани со осветлена маска. Внатрешноста веќе е дефинирана и во неа нема ништо футуристичко. Освен дека ќе има автономија од околу 270 км, други детали за поконскиот склоп се уште не се откриени. Покрај моторциклите, на штандот на марката друштво му правеа и серија мали роботизирани возила, ако така воопшто може да се наречат. Замислени за микромобилност, некои од нив имаат неверојатни способности што тешко можат да се опишат со зборови, како на пример квадрициклот чии тркалца се прицврстени на нозе и може да се качува по скали. Нисан испушти шанса да покаже дека во него има уште живот и енергија да се справи со иднината. Додека другите излегоа со бројни концепти, марката имаше само една премиера. Новиот Elgrand од четвртата генерација има дизајн инспириран од концептот Hyper Tourer од 2023 година и изгледа далеку помодерно од актуелниот модел. Со оглед на големината, внатрешноста е навистина пространа и исполнета со доза луксус и многу технологии. За погон ќе се грижи хибридниот e-Power систем од новата генерација кој вклучува 1,5 литарски турбобензински мотор, електромотор и погон на сите 4 тркала. Деталните спецификации не се објавени, а на пазарот ќе пристигне идната година. Осврнувајќи се длабоко во своето спортско минато, Subaru реши да ја ревитализира легендарната STI ознака. За таа цел постави електричен концепт со ознака Performance E, кој привлече внимание со мистичноста што го обкружуваше. Деталите во целост изостанаа, но јасно е кажано дека тој за нив представува иднина на високите перформанси. Дизајнот е инспириран од богатото наследство на марката, кабината изведена со посебен акцент на ергономијата, а очекувано погонот е на сите тркала. Што ќе се случи со него останува непознато. Со авантуристички кросовер Mitsubishi најави сосема нов дизајнерски правец. Концептот, наречен Elevance, има мазни и заоблени линии и големи стаклени површини, а светлата, впрочем, како и сите детали, футуристички се обликувани. Формата е елегантна, но одава робусност, како да сака да каже дека може да биде нов Pajero. Пространата кабина е подготвена за сместување 6 патници во 3 реда. При тоа предните седишта може да се свртат наназад, а последниот ред да се склопи или пак извади. За концептот е замислена и посебна приколка, обликувана во истиот стил, која може да биде што ќе се посака. Интересно е дека не е електричен, туку плагин хибрид, чиј мотор со внатрешно согорување, освен бензин, може да троши и горива кои не емитуваат јаглерод диоксид. Неговата задача е да ги полни батериите, кои со струја ќе ги напојуваат 4 електромотори за секое тркало по еден. Не би се изненадиле ако еден ден влезе во производство.
Централно место на богато пополнетиот штанд на Honda беше резервиран за новата Zero серија, која сега е побогата за уште еден член. Развиен за да се вклопи во понудата како влезен модел, овој мал кросовер има глобални амбиции кои засега допираат само до Индија. Префинетиот дизајн, заснован на така наречениот тенок пристап, му дава широк став постигнат со ниска височина на возилото, но без загрозување на просторноста на кабината. Ваквиот стил ги изразува и динамичките карактеристики, малку подсмирени со интегрираните светлосни групи на предниот дел. Дебело и футуристички обликуваниот заден дел ги нагласува контурите на возилото, за кои може да се каже дека се функционално рафинирани. Како и останатите модели од серијата Zero, би требало да се појави на пазарот со батерии доволни за 480 км и способности за автономно возење од трето ниво. Се очекува во 2027 година. Интересен беше и спортски настроениот Super N, чие сериско производство веќе е потврдено. Има симпатичен изглед и електропогон со краткотрајно зголемување на силата за постигнување подобри перформанси, дополнет со акустичен систем кој симулира звук на промена на степените на пренос. Се очекува да пристигне и во Европа. Mazda храбро трга кон иднината. Vision X Coupe е футуристички концепт кој сигурно ќе го дефинира дизајнот на новитетите на марката. Станува збор за модел со два пара врати, за кој јапонците велат дека е кросовер купе. Површините се чисти и прецизни. Предниот крај има затворена маска со остри дневни и тенки главни светла, додека профилот го красат елегантно затегнати линии без рачки на вратите и ретровизори. Покривот се протега во долг низок лак кој завршува со изразено вертикален заден дел со разиграни светла. Внатрешноста ги спојува минимализмот и високите технологии, а рачката на менувачот подсетува на бейсбол топче. Најпровокативен детај сепак е плагин хибридниот погон со 510 конски сили кој комбинира турбованкел агрегат, електромотор и батерии за 160 км пат без емисии. А кога пак вози на бензин, благодарејќи на горивото на база на микроалги, го лови јаглерод диоксидот од издувните гасови и испушта воздух во атмосферата кој е почист од неа. Со вториот концепт Vision X Compact, за кој сите веруваат дека ја најавува идната генерација на Mazda 2, јапонскиот производител оди чекор напред во имплементирањето на својот слоган «Радост во возењето». Осмислен е да ја продлабочи врската меѓу возачот и автомобилот низ споин на дигитален модел на човечката перцепција и емпатијата на вештачката интелигенција. Со својот пријателски изглед делува како близок сопатник, а способен е и за природна комуникација. Неговите пропорции изразуваат агилност и урбана сестраност, а естетскиот баланс на мазните површини и динамичките линии го дополнува заоблениот заден дел, која прикрива класичната хеджбек форма. Во внатрешноста, која е доста едноставна, централниот дисплеј е изоставен, а единствениот инструмент на таблата е тркалезен. Никакви детали за погонот или за плановите за сериско производство не се објавени. Најголемиот јапонски и светски производител на возила суптилно ја демонстрира својата големина. Користејќи го домашниот терен, ја представи атрактивната студија за идната Corolla, а на штандовите на останатите марки од под капата на Toyota се случија атрактивни премиери на верзии за идните модели на Lexus, Century и Daihatsu. Toyota го раздрма светот со концепт каков никој не очекуваше. Ја најавува новата генерација на Corolla која доживува радикална трансформација. Автомобилот не може да се препознае дека ги носи гените и името на најпродаваниот модел не само на марката, туку и во историјата на човековата цивилизација.
Новото доба му донесе дизајн кој повеќе потсетува на футуристичко електрично купе отколку на традиционален семеен автомобил. Неговите остри линии, затворената маска и светлосниот потпис преку целата широчина на возилото јасно укажуваат во која насока марката сака да се движи во наредниот период. Од профил концептот, Corolla изгледа како елегантна лимузина со 4 врати, а јасно се забележува и поклопецот на местото за полнење на батериите. Се делува модерно, чисто и визуелно значително поамбициозно од сегашниот модел. Внатрешноста е толку футуристичка, што тешко дека таква ќе преживее на патот до сериското производство. Минималистичката инструмент табла, комбинирана од два екрани, е во естетска складност со лебдечката централна конзола. Поголем дел од командите се преместени на воланот и околу екранот, а седиштата изгледаат како уметничко дело. Технички спецификации нема, ама од компанијата потврдија дека новата генерација ќе има мултиенергетски погон, електричен хибриден плагин, хибриден и бензински. Како серијски производ треба да ја очекуваме веќе идната или најдоцна 2027 година. Daihatsu како задолжен во групата за малите возила представи интересен концепт на електричен мини камион. Инспириран од моделот Midget од 60-тите години, ја следи истата филозофија, но за разлика од него има 4 тркала. Конструкцијата му дозволува разни примени, а димензиите голема урбана практичност. На радост на публиката, неочекувано беше покажан и концепт на мал родстер кој би бил наследник на ултрапопуларниот Копен. Дизајнерски инспириран од него, а погонот е на задните тркала. Не е објавено кога ќе стане серијски производ. Со својата постава во Токио, Lexus најави целосна трансформација на марката. Не толку со елегантното купе со 4 врати и пропорции на кросовер, колку со луксузниот моноволуменец со 6 тркала. Радикално различен од било што друго, тој интригира со недоумицата дали јапонците ќе се осмелат на вистина со него да ја заменат лимузината LS, која ја испише историјата на Lexus. Третиот пар тркала е неопходен заради големината која му обезбедува кралска внатрешност со ултимативен луксус. Дизајнот му е како на вселенски брод со остро спуштено ветробранско стакло и вертикален заден дел. Страничните стакла се како ламели, а лизгачките врати огромни. Каков погон има, не кажаа. Од сега името Century ќе стане уште поважно за Toyota. Потврдено е дека ќе делува како засебна марка која цели на повисок ешелон купувачи на луксузни возила. Иднината ќе ја предводи новиот модел, едноставно наречен купе. Поважните детали за сега се кријат, вклучително и тоа како ќе се појави на пазарот и каде ќе се продава. Затоа пак велат дека каросеријата е обновена во преубава нијанса на портокалова боја сочинета од дури 60 слоеви. Има 2 врати и само 2 седишта, при што возачкото е одвоено од остатокот на кабината со дрвена конзола. Седиштето за сопатникот пак е поместено на задниот дел на кабината. Забележливо е и што нема надворешни ретровизори и задно ветробранско стакло. Следната емисија ќе имаме уште еден рапорт од светскиот сајам. Овој пат миланскиот ТИКМА, посветен на мотоциклите. А Мишко повторно се враќа во нашите редови со тестот на Мини Купер C. Срдечен поздрав и до гледање!